Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja. Почитувани гледачи, добар ден, добро вечер, добро утро, зависно кој кога не гледа. Добре дојдовте во нашиот скромен подкаст. Имам нешто да ти кажам. Се наоѓаме на многу убава локација, Форт кафе, кај Самуилови тврдини, во нова епизода. Најверојатно и последната за оваа сезона, четврта, бидејќи превршуваме и со годината 2024, па ќе видиме за 2025 какви ќе ни се плановите. И на моје огромно задоволство, конечно во подкастот имаме една гостинка, млада девојка која што е уметник, креативен тип да кажеме, од нашиот крој тука, така што едно добре дојде во нашиот подкаст за Ема Велјановска, фотограф од Охрид, ама ќе си кажи малце поиќе за неа самата. Фала ти многу, фала за поканата. Особена чест ми е што гостувам на твојот подкаст и сме на прекрасна локација со преубав поглед од Охридското езеро. Да, фала до нормално Виолета и Оливер што ни вака овозможија топло добре дојдите ни посакаа за тука да можеме да го снимаме овој подкаст воедно и ето како што реков, најверојатно да не спомнам 100 пати последната епизода. Се договаравме некое време во со Ема да снимиме подкаст, конечно се погоди подолго време да биде тука во Охрид, па ево после некое време во Охрид, да кажам вратена претходно наваму натаму, како се осеќаш после можда со друга перспектива назад во Охрид која ќе си сега? Па би рекла дека се чувствувам како во исто време да сум била подолго време надвор од Македонија, а во исто време се чувствувам како воопшто да не сум заминала. Тоа е благодарение и до нашиот мал град, каде што не се менуваат многу работи, но возбудена сум да искусам малце поспоро темпо во животот и да се видам со најблиските и малце да развијам некои креативни идеи, да помогнам со бизнисот на моите и така. На Охрид е инспиративен за тебе сега повеќе од претходно или? Па да, би рекла, од секогаш ќе биде инспиративен за мене, Македонија општо, ама особено нели Охрид како роден град. Секогаш бил инспиративен, мислам дека сега со малку поразлична перспектива влегувам или со посвежа перспектива, но не знам, тоа е за мене место што секогаш ќе остани дома и топлината, инспирацијата што го носи градот и луѓето исто така, како најбитен дел, енергијата што ја носат луѓето, секогаш ќе биде тоа нешто драгоцено за мене и инспиративно и тоа е добро чувство. Да, само дома си е дома. Да, така е. Кажи ми на почеток, ево можеш да им кажеш на тие што не следат, за некои кои што не те знаат, која си по професија, со што се занимаваш, моментално што работиш, некој може ти да нафрлиш работи на кои што си работела, ево, на луѓето ако му е познато или непознато. Чисто една поголема слика да добијат. Значи, јас пораснав во Охрид, се запишав на додипломски студии во Универзитетот во Скопје, минатиот ЕСРА, сега се вика Европа Прима. Таму ги стекнав, да речам, почетоците на моето знаење и искуство со филм и фотографија. Инаку со фотографија се занимавам речиси од како знам за себе, фотографијата била дел од мојот живот. Исто така и општо визуелните уметности. Моите родители имаат печатарски бизнис и би рекла дека уште од мали нодзе имам некако, како да кажам, сум имала привилегија да видам како тие се развивале како уметници или луѓе што водат бизнис, така што сум била изложена многу на тоа, печатарскиот бизнис, се од книговезница до графички дизајн и како тоа влегува во концепт со фотографијата.
Потоа, преку моите студии на ЕСРА, се заљубив некако повеќе и во филм, затоа што добив многу шанси да работам заедно со моите колеги, професори и ментори, да соработувам на студентски филмови. Таму се запознав и со Ана Опачик, голем поздрав до неа. И преку неа исто така добив чест да, односно ја имав честа да учествувам во Бич филм фестивал уште од 2017 да го фотографирам настанот. Потоа, после моите студии на ЕСРА, се вратив во Охрид. Мислам дека често пред или после некоја голема промена во мојот живот, јас се враќам во Охрид. Имав една година пауза, каде што им работев кај моите во нивната печатница. Работев на мојата дипломска теза. Кратко после тоа се случи ковид. И како и сите останати, барав некоја причина, некој друг чекор во животот да ми дај, како да кажам, некој purpose во животот. Па случајно аплицирав на еден прекрасен факултет во Прага за Академија за архитектура, уметност и дизајн и продолжив да ја земам мојата магистерска диплома по фотографија. Таму се стекнав со повеќе искуство и знаење во смисла на концептуалното размислување и од тогаш последните 2 години го учев чешкиот јазик, се заљубив многу во културата, во јазикот, во општеството, во уметноста таму. И сега сум тука. Во главно се занимавам со фотографија, но поради моите различни интереси поврзани со филм, имам искуство малку и со пишување на сценарија, со сет дизајн, фотографија на сет. Во меѓувреме исто така заборавив да спомнам дека додека бев во Охрид добив шанса да видам сет фотограф на филмот од Дина Дума што се снимаше тука, Сестри. И тоа исто така беше многу важно искуство за мене. И така во главно би се дефинирала како визуелна уметница или фотографка. Како дознава некој од, да кажеме, ето, помлади години, дека имаат некоја дарба за фотографии, дека е влюбени во фотографии и во визуелни уметности. Дали тоа е некако едно по едно што спомна и со фамилиарниот, да кажам, традицијата на печатарскиот бизнис, па гледаш како некој може да ти, не знам, да ти обликуваат уметнички израз, можда, па идеш до еден момент кај што знаеш дека ова е тоа што сакам и сум добра во тоа, или некој ти кажал, па дали имаш само доверба едноставно за тие работи, ги прифатиш да во ова сум добра или... Мислам дека за мене тоа беше процес, многу долг процес, затоа што да почнеме со идејата за фотографија како интерес. Кај мене не кликна инстантно дека јас сум добра во ова, туку започна со една љубопитност. Татко ми е исто така фотограф. И се што знае тој за фотографија си има научено самиот преку љубопитност и истражување. И мислам дека тука со татко ми сме многу слични. И мислам дека првото сеќавање за тој интерес во фотографијата како медиум, можда раниот спомен го имам од 8 годишна возраст, 7-8 така нешто. Татко ми често ке ме носеше на прошетки покрај езеро и фотографираше со аналоген апарат, тогаш и си развиваше филмови дома, си правеше DIY darkroom. И тој ја примети мојата фасцинација со фотоапаратот како машина и ме седна на една клупа и ме научи во многу кратки црти како функционират и дека со кликање на дугмето ти добиваш слика. И мислам дека по моето сеќавање помислата или концептот дека ти можеш да овековечиш некој момент,
во историјата и да остани со тебе или во твојата фамилија, беше фасцинантно. Тој во тој момент не ми кажа дека на апаратот имат филм. Јас мислев дека вистински си фотографирам тогаш, ама бил паметен да не му го трошам Точно, филмот. да. И знам дека од секојаш, значи цел живот до ден денес тој чува, значи, филмови во нашиот фрижидер и секогаш имаме ин сток. Така што мислам дека тука ми се појави тој интерес, но јас додека растев, мислам дека сакав да си се нарекувам црната овца во фамилијата, затоа што и брат ми и татко ми уметници се. Мислев дека ќе тргнам во некоја друга насока по психологија, филозофија или пишување, но на крај мислам дека фотографијата пак ме пронајде и мислам дека кога почнав да студирам на додипломски во Скопје, тогаш некако се дефинира таа идеја дека можеби ова може да успее за мене и дека ако работам напорно можам да станам добра фотографка. Беа психологија, филозофијата, нешто спомнал, книжевност, можеби, не знам, опција во некој момент дека како високо образование дека би продолжила фотографија, можеби како хоби, пошто и на многу други знам кај што особено ако сакат да продолжат како професија, уметност некоја, многу често знаат, абе тоа како хоби ќе си се занимаваш, види оди нешто, заврши друго. Да, па тоа е и реална помисла, затоа Така. што уметноста е дефицитарен кадар и не е стабилна професија. Со брат ми често зборуваме за тоа дека, например, правењето на филмови е на некој начин хоби за богати луѓе. Да. Но исто така постои идејата дека ако работиш доволно напорно и научиш да имаш некаков баланс во животот, можеш да успееш и во тоа, само зависи како ќе го каква комбинација ќе направиш. Јас тек сега на 27 години после 2 факултети откривам како можам јас моите вештини за фотографија да ги пренасочам во нешто од кое што можам да добивам стабилен инкам. Да. Ама за психологија многу ме интересираше затоа што на часовите по македонски јазик и литература читавме и пишувавме есеи за книгите на Достоевски и тој ми беше омилен автор и размислував многу кога се ближеше датумот на завршување на средното образование. Размислував за завршување на факултет по психологија, но не знам кога имав некое чувство пред приемните испити дека можеби тоа не е насоката за мене. И кај мене да се надоврзам на тоа што го кажа дека можеш уметноста како хоби, за мене беше обратно. Беше ова фотографијата е нешто што сакам да го работам или да го научам, а психологијата и литературата ќе ми бидат како љубопитност, да. Мојата, мислам, дома, знаеш како нели имаат родители што многу се грижат за успехот на своите деца во академскиот свет, особено за природните науки, за математика, за литература. Татко ми многу се ангажира да не возвишит културно и многу се ангажираше и да научиме уште од мали како да сликаме стил лайф или да учествуваме во различни активности, например театар, музика. Тоа е реткост реално. Да. За така, пошто ето, можда не знам да било друга ситуација, можеби ето, не знам, друг пат, ама тоа е секогаш така што окей, многу важно нешто кое што го кажа со веќе кај што оиш да се насочиш во високо образование. Сега ако се вратиме на првично, па и до дипломските студии на ЕСРА и искуството што го имаше во тие студентски денови до образување, колку ти помогна или на некој начин можеби некојаш знае и шаблонски да ти ја стави во една шема уметничкиот израз, ево да речеме, ама колку ти помогна или ти одмогна во креативно размислување, па и магистерски да кажеме, општо процесов на образованието кој е на некој баланс со уметноста и она што е во тебе што лежите.
Па, јас би го поделила на две различни искуства, затоа што кога заминав на додипломски студии, немав скоро искуство, никакво искуство со фотографијата. Единствено што учествував во Охридскиот фотоклуб секоја година, но тоа беше за мене, се уште бев многу млада и немав некакво формално образование, имаше многу отпор на почеток, затоа што нашата програма беше повеќе филмска отколку фотографска, но се исплати многу на крај затоа што беше класично шаблонско образование што мене ми беше потребно тогаш. Ми требаше многу мотивација, ми беа потребни тие ментори што веруваа во мене пред јас воопшто да верувам во себе и ми се допаѓаше многу затоа што имаше еден совршен баланс меѓу теоретското предавање, каде што студентот слуша од искуството на професорот и тоа што го предава, добивавме соодветни материјали, но исто така добивавме и многу ресурси и многу шанси да учествуваме во различни работилници. Например, имавме работилница за цијанотипија и учевме за тој процес и исто така со фотографија и филм исто така имавме многу, значи, теоретски предавања каде што се почнуваше од историјата до, значи, имавме и предмети и часови каде што исклучиво зборувавме за физика или за науката на бој или за оптика, затоа што тие се многу битни работи според мене, ако работиш како фотограф, затоа што тоа е сепак занает. Ти работиш, оперираш со една машина. Треба да знаеш како да ја користиш за да го извадиш тој продукт. Но исто така имаше и нормално очекување од студентите да работат заедно како тим. И тоа мислам дека исто така многу ми помогна да се инспирирам и да научам како се работи во филм и секогаш е интересно да се работи во студентски продукции, затоа што не можеш да знаеш што може да произлези од тоа, дали ќе конкурират за некој фестивал или ќе се запознаеш со нов човек, па ќе најдиш контакти. Тоа беше сосема различно од моето искуство во Прага. Тоа ќе те прашав, што значеше после тоа баш ево преселбата и да дојдеш и да студираш на факултет кој што е Умпром и целото тоа искуство веќе ош во пак и друга култура, мислам и друг момент, ето Европа и така. И минато и се, кој ќе споредиш со искуството во Охрид и Скопје. Апсолутно, да. Па, додека студирав јас во Скопје, исто така имав огромна можност за да изградам некаков нетворк и со Бич филм фестивал како што тргна и своите некои лични проекти имав можност да почнам да градам професионално портфолио. Така да, кога влегов јас во Умпром, јас бев на некој начин оформена со својот стил и што сакав да продолжам да направам и има веќе некој искуство и при тоа мислам дека стекнав и некое очекување. Па кога ги започнав моите студии, имав огромни очекувања за начинот на кој што се предаваше, но тоа сватив дека повеќе ми влеваше еден страв во мене. Но откако ги остадов тие очекувања и, како да кажам, тие... Не можам на зборот да се сетам. Очекувања и... Да, очекувања на како функционира академија. Да, како функционира академија во Европа, во споредба со Македонија, мислам не се споредуваат. Исто така јас бев дојдена од некое искуство каде што аналогното и правилата и фактите се почитуваат, но не мора да значи дека таков е случајот во другите земји. Но мислам дека тоа ми даде добра шанса да го развијам моето концептуално размислување и тоа во тандем со технолошкото знаење, како да успеам повеќе да верувам во своите идеи и да се потпрам на тоа. Затоа што, како што кажав, многу по-концептуална наука имат и исто така на Умпром особено произлегле многу пионери од архитектурата и уметноста во Чешка и нормално дека
Таму љубопитноста кон чешката култура и чешката уметност кај студентите се вреднува, така што мислам дека академското искуство и исто така и запознавање со многу интернационални студенти некако го збогати моето животно знаење, да речам. Ако ги поделам, Есра би рекла дека е повеќе ме оформи како од технолошки аспект, тие класични почетоци, а Умпрум то животно искуство што ми беше потребно за да се оформам сега како личност и како фотограф. Да. Добро, верувам не само како образовни институции, ама и како културни средини, кога ќе комбинираш или искуство во две средини, ако ги споиш за некои работи, перспектива ќе за тебе уникатна, например, во споредба можда со некои други, сите си имат секако различно искуство. Спомна дека имаш и работено и маркетинг. То во короната се во тој период? Не, то беше после факултет. После факултет се запишав на курс по чешки јазик во Карлов универзитет. И во меѓувреме барав работа и пробував да се снајдам некако како експат во друга држава. И најдов работа што на некој начин мислам дека ја манифестирав, затоа што во тој период многу ме интересираше графички дизајн и повеќе фокус на визуелна уметност, значи фотографија во комбинација со маркетинг. Јас немам никакво формално образование со маркетинг, освен некои YouTube туторијали, како се викат, часови, но ме фасцинираше идејата на затоа што скоро цела моја кариера јас се фокусирам на фотографирање на луѓе, дали е тоа портретура или документарна фотографија, ме заинтересира како можеш да оформиш еден визуелен идентитет на бренд преку предметот или тоа што се обидуваат да го продаат. Така. За себе викаш исто дека создаваш визуелни приказни што рефлектираат автентичност. Сега како ја дефинираш автентичноста во твојот стил? Пак тоа би го поделила на два различни дела, затоа што мислам дека до пред неколку години дефинитивно ја дефинирав мојата автентичност во минимални едитирања, многу органски дискусии со моите субјекти. Секако имав и огромна среќа што сите што ги фотографирав или луѓето со кои што имам работено се мои блиски пријатели, но гледав секогаш да бидат што поприродни. Дали ако се зборува за портретна фотографија, секогаш гледав тематиката да биде што поедноставна, да немат премногу манипулација, да немаат многу шминка или дистракции. Исто така со едитирање мислам дека гледав што помалку едитирање и манипулација со крајниот продукт, но сега би рекла дека повеќе би сакала да експериментирам со ефекти, пикторијализмот како начин на како фотографска насока, користење на манипулации, на заматени кадри со цел да не ради некакви shock value причини, туку со цел да се потенцира искреноста на приказната која што сакам да ја пренесам со уметноста. Сега, ето, кажа нешто за твојот стил и од тука би поврзал со некои од твоите лични проекти, конкретно Lakeside Diaries. Да ни кажеш малку повеќе за тоа, која е приказната што се крие зад ето тој проект конкретно и што те инспирираш едноставно да направиш нешто такво? Да, значи Lakeside Diaries или македонската верзија за мене е крајбрежни приказни. Беше мојот додипломски проект во 2020 година. За жал не успеав да направам изложба. Планот ми беше да направам изложба, да направам разгледници со кадрите од проектот и фотокнига што ја сработив.
но има уште многу работа. Мислам, презентирав со тој проект и во тој период од мојот живот беше задоволително и мислам дека да не беше за ковид дефинитивно ќе имаше изложба, но во кратки црти тоа е на некој начин моето љубовно писмо до Охрид како градот што ме израсна и го поделив на 3 подглавја. Првото беше Охрид како главниот лик или субјект во моите фотографии. Во стил на документарна нарација излегував покрај езеро, излегував на некои рути што си поминував на кејот и приметував истите луѓе во истиот дел од денот го прават истото нешто. И тоа ме замисли затоа што после живење 3 години во поголем град каде што поубрзани беа работите, повеќе имаше мултитаскинг, некако начинот на размислување ми се смени и кога се вратив случајно се шетав покрај езеро, отидов кај еден од моите омилени места кај Билјанин извори и ги приметив рибарите и се запрашав дали навистина секој ден доаѓаат и го прават истото нешто. Знам дека звучи многу просто, но мислам дека в денешно време кога имаме секакви дистракции околу нас, тешко е да седниш и да се фокусираш само на едно нешто. И тоа ме натера да размислам што може тоа да те научи како индивидуа. Ако ти се посветиш на едно хоби или еден ритуал или начин на живот и го правиш тоа секој ден, каде ќе те однеси. Така што наблюдување на тоа и фотографирање на бабичките што се излегуваа покрај езеро и се сонча, иако беше февруари и плива во езерото. Имаше еден човек што се возеше со ролерки, ама не го имам видено во последно, се надевам дека е во ред. После тоа вториот дел беше идејата да вклучам портрети од некои луѓе што ми се блиски или што ги познавам. Еден од нив беше и Паско Кузман. И ги следе во нивната дневна рутина, исто со таа иста филозофија, што гледаат тие во градот Охрид, каде ја гледаат убавината, каков е нивниот дневен ритуал, дали го прават истото нешто, дали нешто различно прават, што ги интересира во градот, дали се гледаат тука во иднина. Некој интересно искуство од тие разговорите, следења некои од ликовите? Па не знам колку е интересно, за мене е интересно затоа што приметив кај секој субјект беше горе-долу истата приказна. Со Паско специфично беше многу добар и ми дозволи да го дружам на една прошетка, утринска прошетка. Започнуваше со цигари и кафе кај татко ми во канцеларија, после тоа одевме по чаршијата и ме однесе до Билјанини извори каде што си пиеш уште едно кафе и го приметив како го гледа Охрид како град и како го фасцинира. Исто како, мислам, изгледаш исто како да прв пат да бил таму. И тогаш сватив дека градов е полн со мистерии и потенцијал што можеш да ги начекаш во секој чекор. И дека тој исто ми кажа нешто многу паметно, а тоа е дека ако сакаш ти да направиш значење во твојот живот, и ако сакаш да стекниш рутина и да направиш нешто големо со тоа, треба да ја имаш таа волја и да инвестираш во себе и да веруваш и да ја гледаш убавината во едноставните работи. Тоа за мене беше многу важно затоа што ме научи дека не мора се во животот да биде спектакуларно, туку можеш да уживаш во секојдневните мали моменти. Тие се многу често и некогаш и најубави. Се надевам дека изложбата ќе ја видиме во финална фаза во целост, да кажам со сите, дека охриѓани ќе имаат можност. Ова сега не е притисок, ама исто многу интересно звучи и навистина мислам дека ето ќе збогатите културна програма и кај нас и во Охрид. Особено така од една друга перспектива си го видиш баш градов, многу и можда ќе се поврзат со тие приказни. Твојата работа
многу често вклучуваат и теми како ментално здравје. Зошто вакви теми се важни за тебе? Ако зборуваме за од друга страна, спомнавме за психологија, интересите сите ти работи, ама и од другава страна како можда уметник и некој можда само рутински живот и неправилно ритмичен, да кажам, начин на функционирање. Па мислам дека во фотографијата и како и секој уметнички медиум, денешно време многу е лесно да се има дофат до тоа. И начинот на кој што ние го користиме тој медиум е многу важен. И за мене од секогаш било менталното здравје и чувството дека не си сам и дека ако мојата уметност или фотографија или размислување поттикнат некаква дискусија за тоа, тогаш јас лично ќе мислам дека сум ја исполнила мојата цел во животот. Затоа што мислам дека ние или нашиве генерации, особено доаѓајќи од помал град, дискусијата за менталното здравје од секогаш било нешто многу табу и многу, како да кажам, на темата на психологија многу или се лепат етикети, ако воопшто се дискутира за тоа, или се губи хуманоста, или се, барем во моје искуство, растејќи во помал град, но мислам дека секогаш сме, да не звучам премногу хипи, ама секогаш сме посилни кога сме заедно и кога дискутираме за тие тешки теми. Ако можеме да го преточиме тоа на начин кој што не инспирира и можеме да помогнеме некој друг, тогаш нема ништо подобро. Да. Овдека би се надоврзал и на моментов кај што сам сега, ако не грешам, поправиме за крајбрежни дневници, дека приказни, односно дневници, не видите, буквално како било. Да, ќе го сменам уште неколку пати до крајов. Како уметност може да придонеси кон една од подтемите можда за еколошка свест на Охридско езеро, за чувување, кај што гледаме дека особено последниве години темава е навистина една од најважните за Охрид, гледајќи на светско ниво што се случуваат, а Охрид како Охрид и Охридско езеро е пак едно од најубавите природни богатства кои што може да го има на некое место. Апсолутно, да, се согласувам и мислам дека Охридското езеро е поимот за Охрид, сликата за Охрид и не знам за тебе, ама јас лично кога ќе се навратам на моето детство, јас се сеќавам на еден многу позелен Охрид. Дури и позелено Скопје. Тоа секако за Скопје, дефинитивно. No hate to Скопје. Ама мислам дека многу луѓе, особено туристите, го гледаат градот како прекрасно место и сето тоа, но кога ќе живееш тука, секој ден кога се шеташ покрај кеот, примеќаш некои работи што не се толку лесно дофатливи, да речам, и мислам дека и имав еден момент во проектот Крајбрежни приказни, каде што направив една споредба, сликав покрај езеро према Канео и ја направив тој класичен кадар од Охридска разгледница, но од другата страна се свртив и гледам дека нивото на езерото е спуштено и имат ѓубре насекаде. И тука направи во фотокнигата една споредба дека не е се како што изгледа и дека кога ќе го прогуглаш Охрид како град, да, изгледа како разгледница, но со цел едно од најстарите и најдлабоки езера во светот и во Балканот да се зачуваат и квалитетот да се зачува и воедно и статусот на УНЕСКО да се спаси, треба да се преземе нешто. Во најмал случај да се отвори дискусија за како би можеле колективно да реагираме. А еколошката свесност, мислам дека треба да биде човечка филозофија, што не само се манифестира како од еколошки аспект, туку и како моите избори во животот, како моите постапки влијаат на општеството, на средината, на другите останати околу мене. Да, супер, пошто
Ево, отворивме некоја дискусија за Охридско езеро и за Охрид, ама сега би го надоврзал тоа со што е она кое што ако некој време живееш на друго место, во друга средина, друга култура, друга држава, кога се враќаш веќе, да кажеме, како поизградена личност од претходно што си заминала од Охрид и од Македонија, го гледаш како од надвор, ама и како локалец, дали на културен план или општо како во град, нешто кое што ти не достига или нешто што е добро или нешто кое што мислиш дека овдека како град што е Охрид му фали да го имат, не знам. Сега ова го отварам како баш така поотворено прашање, ама чисто сакам од тој момент на некој што бил тука, заминал, па сега се враќаат на некој време и разлика, споредба, подобро, по не знам, почудно. Да, па јас сум размислувала многу за тоа. Ја активно размислувам што би можело да се смени. Солуција немам, но како концепт вака, ако споредам, би тргнала од наједноставно нешто, например кино. Значи, да имаме развиено кино, каде што ги даваат најновите филмови, киносалата да е во добра состојба, да има греење. Друго нешто исто така, јас како некој што има живеено во Чешка, ни фалат галерии, ни фалат развиени библиотеки или кафич со библиотека, спешалти кафичи, такви некои активности што во било кое време од годината ти можеш да се социјализираш и да се инспирираш. Не знам дали овие елементи се досадни, јас можда и сум малце како бабичка во карактер, па тие работи ми представуваат интересно, но еве на пример и божикни маркетчиња во ова време, на пример, божикните маркети во Прага се феноменални, но исто така мислам дека и тука имаме и многу историски, архитектонски, уникатни места што треба повеќе да се зачувуваат. Например, астрономскиот часовник во Прага е, мислам дека еден од најстарите часовници во светот, но е во одлична кондиција. Мислам, глуп пример, но мислам дека активностите, начинот на кој што изгледа градот, не само на лето, туку преку цела година, и повеќе групни, социјални настани. И ти имам кажано и претходно, нели, тоа што го правите со младински центар и со културолошка иницијатива е одличен чекор кон тоа. Така да се надевам дека и младите ќе почнат и во иднина да развиваат нешто повеќе. Но тие едноставни работи мислам дека ни фалат во мало градче како Охрид. Мислам дека тоа супер го кажа, пошто не е сега што викаш можда мене тоа ми е интересно или како досадни содржини, баш се супер содржини, пошто може да се користат 365 дена, особено нешто кое што фали, та не е толку, не знам, страшно за да се стави во функција и во употреба, а јас мислам дека би сменало, пример, многу кога ќе можеш ти 2 пати во неделата, пример, не знам да одат, не знам колку луѓе на кино да гледат нов филм, значи плюс некако во олку мал град, некоја таква социјализација на вистина ќе придонеси за можда по исполнето секојдневие општо на луѓето кои што живеат, особено ето со Прага и споредбата и Охрид е град кој што имаат сепак и традиција и култура и сите тие работи, така што мислам дека ќе се совпаднат и тоа што го кажа и со библиотеки и со галерии особено, пошто долго време мислам дека немаме и редно е веќе да имаме некоја, затоа што мислам дека имаат доста и што идат уметници тука кои што сакаат да прават изложби во Охрид, бидејќи на не знам, сигурно сите што поминаа до Охрид што се уметници имаат барем една изложба посветена на Охрид, тоа сигурно. Да, класика. А не луѓе кои што се извезени од овде или од Македонија. Сега би привршил на нешто, ето, зборуваме цело време за фотографија, за начинот твој, стилот, од почеток, од растење, сите тие работи, ако треба да земиш лично за тебе,
што значи фотографијата на лично ниво? Што би кажала? Без притисок. Па добро, твое е сепак лично. Јас би го прво нешто што ми текнува е експресија или прикажување на вистината. Дали е тоа преку користење на ефекти или целосно документирање, исклучиво документирање. Јас сум многу сентиментална личност, исто така и дури кога не гледам некаква уметничка вредност на прв поглед во нешто, сакам да ги документирам моментите. Прво затоа што меморијата ми е катастрофа и сакам да гледам наназад на некои моменти во животот, но тоа во најпрост начин го гледам и како документација, но и како експресија. Иако јас себе си не се редам како главен субјект пред објективот, мислам дека тие елементи можам или барем се трудам да ги манифестирам преку други елементи, дали е тоа преку некоја тематска фотосесија, за нешто што ме интересира во моментот, но исто така сметам дека треба и да се додаде контекст, затоа што имам видено многу фотографии, особено во концептуалниот или современ уметнички свет, каде што прават инсталации и проекти, но без контекстот мислам дека се губи пораката. Кој би бил твој следен некој проект, нешто набрзо што имаш во план или можда идни некои проекти на кои што размислуваш, кои што сакаш, дали не знам, да споиш од сите интереси до сега што ги спомнавме? Па моментално малце сакам да ги успорам работите во животот, се фокусирам исклучиво на завршување или реставрирање на крајбрежни приказни. Тоа е завршен проект, но јас би сакала со оваа перспектива, со нови начини на едитирање да го реставрирам и да направам нешто покреативно и да направам и повеќе фотосесии, да соберам повеќе изјави, мислења од луѓето, од моите субјекти, но во меѓувреме се фокусирам на side project. Татко ми прави фотокнига исто за Охрид и работам со него како пак го заборави зборот. Како автор, не знам. Не автор, едитор, како Па добро, едитор. Уредник. Уредник е зборот. Значи, работам со татко ми како уредник за неговата нова фотокнига. Тука исто така собирам изјави и рецензии од други уметници што ги познавам јас и од Прага и од тука. И уживам во тоа. Значи, маце ги успорив темпото од експатскиот живот и се фокусирам на тоа, на проектот на татко ми, на како да кажам, одново посета на печатарскиот бизнис, повеќе дизајн да се фокусирам. А за мене лично би сакала да почнам или да продолжам да работам со стил фотографија или мртва природа, користејќи го предметот како главниот субјект, а не човекот, и повеќе да си играм со тој пикторијалистички стил, и како можам тоа да го вклучам во брендинг и маркетинг во иднина. Супер. Со среќа ето во сите работи. И ако треба сега да те прашам како некој што поминал досега, мислам со доста искуство, а уште млада да кажам и професионално и во животот како животно искуство, како порака на некои млади професионалци или млади кои што допрва сакаат да влезат во светот на раскажување приказни преку фотографија и незините начини, што би им препорачала? Па, ќе го повторам истото што го кажав на работилницата по фотографија за 5 до 12, а тоа е дека не треба да се споредувате со никого. Треба да се фокусирате на како да се надминете себе си, не другиот човек, затоа што за секој има место.
Сите можеме да успееме. Пробувај нови работи, менувај професии, менувај работни места. Мислам дека секој искуство во животот, дури и ако не изгледа на прв поглед како нешто што е по твоја струка, од се можеш да научиш нешто, затоа што јас во овие минати 4 години многу малку се занимавав со фотографија практично, затоа што после школа нормално мораш да работиш, не е секогаш лесно да работиш како директно. Да, но секој искуство може нешто да те научи во животот, што и да е. И истражувајте, и читајте, без разлика дали сте на факултет или на школа или не, гуглај, читај, истражувај, биди љубопитен и верувај во своите идеи. Супер, многу го кажа. Фала ти. Сега како за крај, си имам јас неколку, обично со гостиве полабави така кратки прашања без многу размислување за така да си го завршиме муаветов позитивно. Така што ќе те прашам јас, ти ќе си одговараш. Какво кафе ти е омилено, пошто ево пијаме тука моментално кафе, во Форт кафе, многу кафе да си пробате. Стварно е многу добро. Flat white, тоа е дупло еспресо со млеко, но кога се чувствувам храбро, американо, што сега го пијам. А тебе? Мене, Макијато? јас мало макијато пијам, ама и турско знам да се напијам горко без шеќер. Да, турско исто така, сега зачестив со турското. Ама едно како од дена, не по 3 некој кој ќе ги пие турско, Да. значи, не знам, со 3 лајчиња кафе, многу е. Што прво забележуваш кај луѓето што ги фотографираш? Дали се чувствуваат комотно околу мене? Тоа е, мислам, се што го мислам во моментот додека работам со нив. Кој ти е омилен саундтрак за работа? Зборвиме плейлисти или албуми или може што било? Можеш што сакаш. Прво нешто што ми текнува било кој албум од Боб Дилан, албумот Blue од Джони Мичел. Што друго? Ако зборуваме за жанрови, слушам и многу R&B, soul, funk, Marvin Gaye, Ella Fitzgerald, зависи ти што е работата, да. Ако е фотосесија, некогаш шпанска музика пуштам, нешто што е повеќе upbeat, да речам. Но ако е, пример, пишување или едитирање, не можеш да сгрешиш со Пати Смит, Джони Мичел, тие ми се така класики. Супер. Ако можеше да фотографираш некој познат лик, историски или модерен, кој би бил? И зошто? Дефинитивно Ентони Бордейн, пошто е или бил фаца. Мислам дека би имале многу интересни дискусии. Фрида Кало исто ми е огромна инспирација. Кој друг? Еве, Джейн Биркин, да речам. Никој од овие не се моментално меѓу нас, Ако но... добро, историски реков, ако може, затоа е хипотетички. Добро. Што секогаш носиш со себе кога патуваш? Куфер, освен куфер. Освен Или торба? куфер. Добро. Гледам што е можно по-минималистички, затоа што многу патувам, но секогаш книга, слушалки за да слушам музика или подкаст или да медитирам, и кристали. Така? Да. Добро. Ако беше филмски лик, кој жанр ќе беше твојот филм? Шпанска мелодрама, ама специфично од Педро Алмодовар, или некој норвешки, шведски инди филм, или француски нов бран. Не е баш жанр, повеќе насока, но ако е нов бран, нешто така комедија. Добро. Како изгледа совршен ден покрај Охридското езеро за тебе? Ако не зборуваме за времето, ако не е тоа проблем, тоа што е ладно, би рекла возење со точаци до Горица, проследено со некој пикник,
со убав поглед или на Лабино горе, пикник. И некои активности, читање, играње, карти, слушање музика со најблиските другарки. Супер. Дружење. Да, дружба. Што ти е најсмешно, некоја фотосесија што си работела, некоја прво што ти паѓа најсмешно, интересно, помага. Ова е многу тешко прашање, затоа што мислам дека не сум имала ниту една фотосесија каде што се си тргнало како што треба. Значи, или сум имала некои неочекувано тешки услови во врска со технологија или времето или било што. Немам специфична случка, знам дека додека фотографиравме за бич филм неколку пати на мене и на другарка ми Ирина ни се имаат откажано апаратите од нигде никаде, па сме морале да ги оперираме. Фала Богу, нашите колеги од видеографија беа тука да ни помогнат, но тоа се има многу случувано, апаратите едноставно да престанат да работат, да прегорат. Друго нешто, имавме една вежба, пак ја спомнам Ирина, голем поздрав до Ирина. Правевме нешто вежба за Есра, каде што рекламиравме продукт за испит и рекламиравме црвен кармин и многу често кога ќе фотографиравме, таа ќе ме фотографираше мене или јас неа за да си помогниме. И јас си позирав со црвениот кармин и имавме некоја идеја, не знам зошто, но имавме еден концепт за да изгледат како да сум во некоја соба каде што има многу каде што сум позади некое стакло, каде што врнело дожд или некако, не знам, амбиент, ама немавме стакло, немавме природно светло, работевме во студио, немавме дожд, изедовме парче стакло и го испрскавме со вода и импровизиравме. Јас додека позирав, као се приправав дека се потпирам на прозорецот, а уствари го држев, го балансирав. Сите фотосесии биле такви со мене, импровизација. Најинтересни се некојаш такви. Да. Кој е најчуден совет што си го добила за фотографија? Користи директен блиц. Во било кој момент, ако мислиш дека кадаров му треба нешто додатно, користи директен блиц. Во стилот на Брус Гилден, кој што го знае, кој не, нека го изгугла. Тој обично слика во Нью Йорк, ги фотографира луѓето со директен блиц, онака. Друго нешто, исто така, не знам дали е чудно, но предвидија фотографијата, видија во мислите пред да фотографираш. Тоа исто така го научив и преку аналогното фотографирање на почетоците. Ако Охрид беше боја, која би била и зошто? Па, би било глупо да не речам плаво или тиркизно поради очигледни причини. Особено тиркизно, мислам дека езерото има една таква боја уникатна. Добро, фала ти Ема за овај прекрасен разговор. Мило ми беше што е тоа, конечно успеавме да го реализираме овај подкаст. Се надевам дека убаво си помина, дека ти беше удобно на подкастов. Мене беше супер, дека пак уште едно благодариме до Форт Кафе. Јас те прашав тоа што имав да те прашам, ти си кажа, освен ако имаш уште нешто што сакаш да си кажеш, вакако за крај, за чао на публика. На публика, па фала ви што гледавте, што слушавте, фала ви што го поддржвите овој прекрасен подкаст. Фала ти на тебе за поканата и се надевам дека сите ќе имате среќна, здрава нова година и останете креативни. Супер. Фала и вас што не следевте. Лайк, шер, сабскрајб, тоа што си следи сето тоа. Тоа беше Ема Велјановска, ќе се гледате епизода на нашиот YouTube канал, пошто таму ја гледате, ова за кратко ако исечено она. Најверојатно беше за годинава, пак ќе речем најверојатно последна, ама нема да ми е криво ако беше последна, пошто имавме супер муавет. Имајте среќни празници и се гледаме во наредна 2025 година во нова 5-та сезона, така што останете добри.